почитуван председателе на Собранието, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. После ова обраќање од страна на министерот за внатрешни работи, тука сад сепарателно мораме да ги отвориме и да кажеме пред македонската јавност вистината за сето она што се случува во овие 15 месеци од кога тој е министер за внатрешни работи. Господин Тошковски, вие сте 15 месеци веќе министер во Министерството за внатрешни работи и во овие 15 месеци Министерството за внатрешни работи го претворивте како комплетно нефункционално министерство, министерство со најголем број на скандали, каде што преовладува селективноста, неказнивоста и комплетно е нарушена безбедноста на граѓаните. Глас за интерпелација на министерот Панче Тошковски не е прашање политика, туку е прашање дали ќе ни ја биде државата, дали ќе има правда, безбедност и сигурност. Безброј аргументи и факти го покажуваат тоа. И не само истрагата за трагедијата во Кочани, која одзеде толку многу животи. Иако непобеден факт е дека Министерството за внатрешни работи потврди на повеќе основи дента на пожарот, како институција која имала клучна улога во безбедноста. Не бил направен оперативен план, не бил обезбеден просторот, не бил затворен објектот, иако во него било регистрирано присуство на малолетници. Не се реагирало за пиротехнички средства и многу други пропусти. Голем број осомничени, приведени, притворени луѓе од трагедијата во Кочани до денес е со цел да се разволнат сите случаи, да се одговлекуваат до бескрај, да се создаде атмосфера на привид дека Министерството за внатрешни работи и владата се борат против криминалот и корупцијата. Но тоа не е така. Ова е тежок популизам, кој што е добро препознатлив за ВМРО-ДПМН. Но е, почитувани граѓани, да ја почекаме истрагата и да видиме дали и кој од надлежните командири, заменици командири и началници на полицијата ќе бидат офатени и кој ќе понесе конечно одговорност. Дали началничката на ОВР Кочани, Марија Цветковска-Манеска, дали началникот на Крим полиција во Кочани Томо Донев, дали началникот на секторот за внатрешни работи Штип, како и раководителите на Крим полицијата. Ама морална одговорност мораше да има после толку пропусти од човекот кој што е прв и најповикан во таа институција, а тоа е министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Морален пораз за Тошковски е кога советничка во Советот на општина Кочани, со партирка на министерот, ќе понесе оставка од морални причини, а тој не. За жал, иако најголема трагедија во Кочани не е единствено црнило кој се случило на Македонија откако ВМРО-ДПМН презеде власт. Државата е претворена во див запад. Македонските улици се небезбедно место каде сред бел ден не се случуваат криминални пресметки, убиства, палење на коли. Дури и пред полициски станици, како што беше случајот на Битпазар пред некој ден. Ниту има превенција, ниту има безбедносен систем, ниту ефективни истраги против криминалот и корупцијата. Во мојот град Прилеп, исто така катастрофална ситуација. За време на мандатот на Тошковски, во Прилеп се запалени 24 возила. Опожарен ноќен клуб, во дворот куќа е фрлена бомба. Во друга е поставена експлозивна направа, а угостителските објекти станаа мегдан за насилство и оружени пресметки. Со ДПМН Прилеп стана опасно и небезбедно место за живеење. Почитувани граѓани, овде пред мене го имам точно сработено сите скандали кои што се ги офатиле, ги направил Министерството за внатрешни работи во време на мандат на Панче Тошковски. Детално се образложени сите скандали кои што се во време на Министерството за внатрешни работи од кога предводи Панче Тошковски. Понесувате кривични пријави за граѓани за објави на Фејсбук. Се живувате врз народот. Им се заканувате на родителите од Кочани, а криминални банди хараат по македонските улици. До толку е МВР паднато на колена, што пред очите на јавноста во одворна полициска станица се случуваат крвави пресметки со загинати и повредени. Преку 30 инциденти со огнено оружје се имаат случајно. Се случи безбедносен скандал на Скопскиот аеродром, каде пиштолџија на председател на Собранието закануваше со пиштол и нападна полицаец. Се случи скандал и со организирано пуштање на слобода на Бледин Рамадан и Баран со меѓународна потерница. Имаше серија скандали на границата со Косово. Бодигарот на премиерот тепаше полицајот пред угостителски објект во Скопје, а Тошковски целосно го ослободи од одговорност. Другиот бодигард на премиерот беше фатен во мега скандал со продавање на службена тајна. Ова е тотален распад, почитувани граѓани, на безбедносниот апарат. И уште еден аспект ќе спомнам, а тоа е неказнивоста на функционерите на ВМРО-ДПМН.
Панче Тошковски овде во македонското собрание велеше: брат да ми ќе одговара. Па еве еден брат, господин Тошковски, на градоначалникот на ГЗИБВ Бан Стефковски, секако од ВМРО ДПМН. Фатен на радар како летал среде град, го стопирала полицијата да го казни за брзо возење, се јавил во МВР и го пуштиле. Сега живи бевте фатени, па излегувате на телевизија да кажете дека сте го признале скандалот. Граѓаните не се наивни, господин Тошковски. Да не го објавише СДСМ скандалот, ќе го криевте и натаму. Ниту ќе го признаевте, ниту некој ќе имаше некаква санкција или последица. Функционерите на ВМРО ДПМН, нивните брајка, сестри, родини не ги почитуваат законите. А тоа го возможува првиот човек на Министерството за внатрешни работи Панче Тошковски. Па уште отишол во станица, сам се пријавил братот на градоначалникот Стефковски, откако видеото се објави, онде го тогаш му поработе моралот. Замислете, му поработе моралот и сам се пријавил во полициска станица. Затоа господин Тошковски треба да има целокупна законска постапка, а не да раскажувате отпосле дека тој се пријавил. Значи, вие што работите, господин Тошковски? Чекате луѓето сами да се пријават или некој друг да ги открие скандалите? Која е работата на Министерството на внатрешни работи? Чекате некој друг да ви ги објави скандалите, да ги открива во Министерството на внатрешни работи? Затоа ли нема никој одговорен за палењето на колите во Прилеп? Да не чекате сами да се пријават? Затоа ли нема одговорност кај ниту еден функционер од ВМРО ДПМН за сите овие скандали кои што ги напомнавме до овој момент? Вие признавате дека не сте создале функционален систем. Ова е распад систем што ни се случува. Секојдневно луѓето ги губа животите по улиците поради несовесни возачи, сообраќајки со тешки последици има на секој чекор. Се уште се свежи боли спомените на трагично прегазената простина. И наместо ригорозни мерки да се обезбедат за почитување на закон од полициите, Министерството на внатрешни работи Панче Тошковски ги пуштаат функционерите на ВМРО ДПМН без казни. Брат да ми ќе одговара е најголемата лага која што тука пред македонската јавност се кажал министерот Тошковски. И тоа не е точно. Никој нема да одговара. Затоа глас за интерпелација на Тошковски е глас за тоа законот да важи за сите и за функционерите од власта, буквално за секој оној кој што ќе се огреши пред законот. Прв чекор за промени и реформи во безбедносниот систем за зајакнување на јавната безбедност е разрешување на Панче Тошковски. Ако не го разрешите, почитувани колеги од ВМРО ДПМН, знам и влен, ќе станете директни соучесници на сето ова кој што го прави самиот министер за внатрешни работи. Благодарам.